Почитувани гледачи, добар ви ден. Светската статистика во однос на сообраќајните незгоди покажува дека човечкиот фактор, односно возачот, е првиот причинител за случување на сообраќајни незгоди. Како втор фактор се јавува техничката исправност на возилата, а како трет фактор е патот. Токму за состојбата на патиштата во Македонија ќе зборуваме во денешниот разговор во емисијата. Следете на. Која е конкретно вашава надлежност сега на вашава подружница? Значи вака се, да, конкретно сите подружници работиме согласно програмата која е склучена со јавното предпријатие за државни патишта, кое е формирано од страна на владата на Република Македонија, со цел за управување со јавните патишта во Република Македонија. Или за јавноста, по-конкретно, тоа е поранешната Агенција за државни патишта, која во 2012 година го смени називот во јавно предпријатие за државни патишта. Со тоа преименување ја превзеде и обврската да врши наплата на патарината на надоместокот за користење на автопатот низ Македонија. Истото тоа јавно предпријатие. Така, а вие сте под Македонија пат практично? Ние сме она јавно предпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта. Значи, јавното предпријатие за државни, малце сега називите се слични, ама да нема забуна. Јавно предпријатие за државни патишта, кој управува со јавните патишта во Република Македонија, а јавното предпријатие Македонија пат врши одржување и заштита на магистрални и регионални патишта. Само одржување и заштита. Да. Која е вашата законска обврска? Спомнавте, значи, одржување на патот на делниците. Што значи тоа? Согласно Законот за јавни патишта, јавното предпријатие за државни патишта, како што спомнав, и јавното предпријатие за одржување на магистрални и регионални патишта склучуваат договор за одржување на патната мрежа. Во тој договор се регулираат меѓусебните права, обврски и одговорности помеѓу јавното предпријатие за државни патишта и јавното предпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта. Работите на одржување и заштита на патиштата, кои се предмет на овој договор, се утврдени со програма за одржување и заштита на патните правци за тековната година, за 2004. Значи, секоја година се склучува договор помеѓу јавното предпријатие за државни патишта и јавното предпријатие за одржување и заштита на магистрални региони. Во оваа програма опфатени се работите на одржување и тие се поделени во инвестиционо одржување, зимско одржување, редовно одржување и останати работи при одржување. Зимското одржување со оглед на временска во која се наоѓаме би го оставиле за некој друг термин. Значи, веднаш по завршување на зимската служба, јавното предпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта отпочна со своите активности во делот на тековното одржување, каде што се врши интензивно косење на тремните површини покрај патните правци, кастрење и сечење на дрва, вегетација која ги попречува видиците на патот. Прегледноста ја намалува. Врши крпење на ударни дупки, ископ на патни канавки за одводнување на водите покрај патот. Потоа во делот на редовното одржување функционира и дежурна интервентна служба. Онаа служба која работи во поплавневните часови, кога работното време на редовните активности завршува. После 15 часов, значи низ целата Република се активни дежурни интервентни служби. Исто така вршиме одржување на електричните инсталации. Оние сите клучки во последниве 2 години имаше интензивно поставање на осветлување и на оние клучки каде што не би ги спомнал. Клучката Велес, кракот за Маврово, исто така еден дел кај што беше влезот на Штип. Влезот на Штип, точно, да. Потоа одржување на хоризонталната сигнализација, она бележење што го викаме на коловозот, одржување на вертикална сигнализација и патна опрема, значи сигнализација се мисли на сообраќајните знаци, овде баш ги гледаме доста, и патна опрема на еластична одбојна ограда, мостовска ограда и така натаму, како и одржување и поставување на оградни и обложни мрежи. Оградните мрежи се застапени на делот на автопатот, а обложни мрежи се оние заштитни кои се поставаат на косини на нестабилни места каде што има опасност од
појава на одбрана. На 300 метри од тука се наоѓа клучката кај Градско. Од тука можете да се исклучите од автопатот Е75, доколку сакате да се движите кон Кавадарци и преку Росоман за Прилеп, Битола и Ресен. Во оваа емисија на Сообраќајна хроника ќе ви ја представиме делницата токму од клучката кај Градско до почетокот на трите ленти на Плетва. Оваа делница е во должина од околу 20 километри и нашите сознанија велат дека се наоѓа во исклучително лоша состојба. Ова е крстосницата пред влезот на Росоман, доколку сакате да се исклучите во правец на Кавадарци. Она што може да се забележи е дека крстосницата е лошо обележена со хоризонтална и вертикална сигнализација, што може да ги збуни одредени возачи кои не го познаваат добро овој пат. Инаку, оваа крстосница може да биде и потенцијална опасност во ноќните сати, бидејќи не е осветлена и навистина е лошо обележена. После 10-тиот километар од Росоман, доколку се движите кон Прилеп, патот навистина е сериозно оштетен од тешките товарни возила и така наречените бразди или длабнатини на асфалтот може да ви предизвикаат сериозни проблеми во возењето и да ве доведат во опасност доколку се движите со малку поголема брзина од дозволеното. Ова е почетокот на трите ленти кон Плетвар и генерален заклучок за делницата од клучката кај Градско па се до тука во должина од 20 километри дека патот се наоѓа во катастрофална состојба. Патот е слабо обележен со хоризонтална и вертикална сигнализација, инаку овој пат е доста фреквентен и по него се движат и голем број на товарни возила. Во сериозна опасност може да ве доведат тракторите кои што се присутни на патот, а присутна е и друга земјоделска механизација и тоа речиси преку целата година. Значи треба да се каже дека овој пат навистина треба да биде еден од приоритетите на владата за градба и треба овој пат да има две помошни ленти, исто како и патот што се гради од Велес кон Штип. Во инвестиционото одржување остануваат уште и одредени санации на слечишта и обнова на сообраќајна сигнализација и патна опрема, каде што веќе имаме голем дел поставено на сообраќајни знаци и патоказни табли. Сега, кога ги спомнавте сообраќајните знаци и патоказните табли, сведоци сме на тоа дека вие ќе ги поставите, меѓутоа има некој што ги уништува, ги сквернави, па се прешкртуваат и букви, па не е јасно патоказот што покажува и така натаму. Колку чини еден знак? За жал, тоа е честа појава и еве да искористам и еден апел до граѓаните. Значи, максимално потребно е да се сочува оваа сигнализација, затоа таа е во корист на сите нас, на сите учесници, па и оние и пешаците и така натаму. Значи, многу е честа појавата со спреи надписи да се користат овие патоказни табли, а кај знаците дури имаме и некое
оштетување, целосно Па, оштетување, искривување, па и кражби, нормално тоа во одредени прилики се врши за некој си надоместок, али морам да спомнам дека она што се добива со оштетувањето и со одземањето на тие предмети е далеку од онаа цена која ја плаќаме сите ние на некој начин. Значи еден сообраќајен знак со димензија негде на фи 900 или 3 пута 1200 негде кошта меѓу 6 и 7000 денари. А само 1 метар квадратен од патоказните табли, оние патоказни табли информативни кои ги поставаме покрај страната на патиштата, значи само 1 метар квадратен од тоа кошта негде околу 15.000. А да споменаме на просечна таква табла, значи негде е со димензии, да речеме 3 на 4, тоа се негде 12 квадрати, по 15.000, негде околу 3.000 евра е некоја просечна цена на една, а тоа за час значи се уништува, тоа се огромни суми. Така завршува во отпад за некои си 500-600 денари. Да. За жал. За жал, да. Кога ќе ја возите делницата од Гостивар до превојот Стража, ќе забележите дека многу од сообраќајните знаци се делумно оштетени или целосно уништени. Како што може да забележите, овој патоказ за Маврово и за Дебар е делумно оштетен и овде е забележително тоа што некому дефинитивно му пречело кириличното писмо. Овој знак тука, кој што предупредува на опасност одрон на камења од десната страна, е наменет за возачите кои што доаѓаат од Стража кон Гостивар, а не оние што доаѓаат во обратен правец. Имено овој знак вака го извртел некој несовесен граѓанин, ние сега ќе го вратиме во првобитната положба, па ќе видиме до кога ќе остане така. Меѓутоа сакам да напоменеме дека ваквите прекршители треба да подлежат на казна слична на онаа како обид за убиство. Еве вака бил првобитно поставен, а вака треба и да биде. Навивачките групи не само што знаат да ни ги уништуваат спортските надпревари, туку тие често знаат да ги уништуваат и сообраќајните знаци. Би спомнал исто така, големи средства се одлеваат и во делот на оштетување на оградниот систем на автопатот. Покрај она безбедносна мерка која се нарушува во однос на учесниците на сообраќај, значи се одлеваат и големи средства со самото уништување, кражбите и така натаму. Која спомнавте веќе заштитната ограда, ние бевме и на автопатот, поточно на делницата Тетово-Гостивар, и таму навистина веќе и не постои заштитна ограда, и токму затоа и ограничувањето на брзината е 80. Да. Оваа година еве во програмава се предвидува и зголемени средства за оваа позиција, така да еве како една бројка ќе кажам дека Подруница автопат на пример на делот од автопатот што го спомнавме од граничен премин Табановци до локалитетот Стоби, само во овој период, значи до денешен ден, негде имаме поставено околу 7 километри нова ограда. Верувајте, тие средства значи би можеле да бидат наменети за други некои позиции, а да она стариот систем си се зачуваше на некој начин. Тоа е одливот на непотребни средства, да. Практично некој го уништува она што е добро за сите. Да. Токму поради тоа практично и се намалува и безбедноста на автопатиштата, иако ограничувањето на брзината на нашите автопатишта е 130 км, и оваа делница што вие е под ваше раководство на еден начин, под ваш мониторинг, ограничувањето е 130 км. Меѓутоа, ние забележавме дека не е баш да се вози безбедно со таа брзина, особено средната лента. Средната, точно, да. Колку сте задоволни од квалитетот на македонските патишта? Задоволни се, они ги прават. Зависи, ги прават. Секој ден сум веле Скопје, патиштата се во ошена состојба, патарини се плаќаат. Секој ден патувам, патарина да си оди, си се плаќа, парите си течат,
требаше барем патарините да не се плаќаат, додека е реконструкција на автопатот. Кога ќе биде направен, нема никаков проблем. Добро, супер е, добро. А и ќе биде уште подобро. Како што гледам работа на добро. Патиштата моментално се слаби, се гледа дека се уизградба, ама слабо и би дал една примедба ради тоа што треба да не се наплаќа сега моментално патарината и сега да се вози негде 50-60 на сат. Иш не сме задоволни. Значи, катастрофа. На кој начин практично вие вршите мониторинг на целиот тој автопат, на цела оваа делница што ја спомнуваме од Табановце до ова? Целокупната делница од Табановце до Стоби за нејзино одржување, значи се грижат формирани секции на подружницата автопат, значи 4 секции одржуваат на овој дел од автопатот. Мислам поставени со стручни лица и нормално работници во делот на одржување. Во попладневните часови, значи, имаме дежурна служба која е дефинирана со програмава за одржување и заштита на државните патишта во Република Македонија, така да сите оние неправилности, односно неправилни дејанија кога ќе се забележат, ги пријавуваме до надлежните, до Министерството за внатрешни работи и до Инспекторатот за патишта, до Државниот инспекторат за патишта. Дали брзо реагирате доколку се јави некој возач и да каже дека на одредена локација на автопатот има веќе голема дупка која ја нарушува безбедноста? Да, значи вака во зимскиот период кога асфалтните бази не ни работат, значи имаме приготвена претходно ладна маса за искрпување на ударни дупки и со таа маса делуваме во тој период, значи кога асфалтните бази не ни работат. Со завршување на зимската служба и отпочнување на работа на асфалтните бази, а нив ги имаме 4, значи во Битола, во Скопје, во Штип и во Велес, почнуваме со редовното крпење на ударните дупки со топла маса. Значи тоа е разликата во крпењето на ударните дупки. Да. Се случува ли некогаш некој возач да се пожали дека удрил во некоја дупка и практично му се случил поголем дефект и сега бара оштета? Чести ли се овие случаи? Да, чести се случаите, значи обично се јавува удар во одрон на патот, значи тоа е природна појава која не може вие 24 сата. Да, и со некои мерки на заштита на косините се намалува таа појава, но во целост не може да се спречи, не е нормално и затоа и дури на делот од автопатот, а и на останатите патни правци постои она сообраќајна сигнализација, сообраќајниот знак кој информира дека би можело да дојде до појава на одрони на патот и нормално учесниците во сообраќајот треба да прилагодат и брзината на тие услови на патот, а токму така како што рековте, значи имаме случај на удари во одрон, а потоа на појава на животни на патот и со самото тоа и удар во диви и кучиња скитници и евентуално појава на некоја ударна дупка која во моментот не била закрпена, али после тоа за тој период, краток период може да дојде до таков случај, учесниците во сообраќајот штетите ги бараат по судски пат према јавното. Иако, да кажам искрено, тоа ни е како еден голем товар нас во работењето, но за жал до ден денес не се најде разбирање за ова, затоа што верувате најискрено да ви кажам, во делот на оградниот систем, она што го рековме, значи дозволени действија од страна и на учесниците на сообраќај и на останатите, каде што има оштетување на мрежата, а со самото тоа и појавување на кучиња скитници. Исто така би го спомнал како реален проблем и делот од автопатот не е целосно затворен затоа што постојат на делов од Табановци граничниот премин до локалитетот Стоби негде околу 17 званични клучки, каде што секој може слободно да се вклучи. Со самото вклучување на моторно возило може да дојде до влегување и на куче скитни. Значи, објективно Македонија пат нема вина, но за жал до ден денес не се најде разбирање за дел од овие штети да ги превземе дали некоја осигурителна компанија или јавното претпријатие за државни патишта, затоа што верувајте, не сме во сите овие случаи виновници само јавното претпријатие за одржување и заштита на Дали некогаш ви се случило да имате некоја посериозна штета на возило заради некоја дупка на пат?
Да, тоа да. Имаше многу лоши патове према, а од Велес до Радовиш е катастрофа. Таму е смрт. А иначе знаете дека имате права да побарате оштета, дали сте го искористиле тоа право? Правата во Македонија е тешко. Колку да побараме, дали ќе се усвои, дали ќе ги платат, нема шанса. Али надаме се да оде све на подобро. Па има се случува гума нешто, бандашки свиткаш такви работи. Сега катастрофа е патот, затворен е од Велес до тука се све по една лента вози по 40. Си има случајно, да. И си барате своји права? Немам побарам, ама сега што тоа седи. има и точка една што седи си. Тоа е. Па да седете со мене да видите какви ми се амортизери, тоа се комплет. Знаете дека имате право да си барате оштета? Па има, меѓутоа тешко на тие патишта кои стигнам, што мислам дека и нема да добиам ништо. Тука некаде кај Катланово имаше околу 20 на крави на патот. Да. Тука е населено место, практично заштитната ограда била испокината и се излегле на Да, автопатот. точно. За тој случај ние имаме пријава поднесено и до МВР, затоа што на некој начин и оној собственик кој ги чува нели оваа стока треба контролирано да ја напасува. Веќе имаме сознанија од сигурни извори дека они таа стока ја чуваат без контрола, значи без човек кој се грижи за ја оставаат слободно да паси. Колку сте вие технички и кадровски подготвени да одговорите на секој позив? Па, минатата година, значи 2013 година, она што беше договорено во програмата за одржување и заштита на магистралните регионалните патишта, програма склучена со јавното предпријатие за, значи во целост е завршена, а дури недостасува финансиски средства за одредени работи кои требаше да ги завршиме. И оваа година исто така ќе се судриме со недостаток на финансиски средства, одредени ставки веќе во месец јуни ги се исцрпени. Би спомнал одржување на електричните инсталации. Значи ова што спомнавме, направено осветлување на одредени клучки, тунелите исто така треба да ги спомнеме како обновено осветлување и правецот Скопје-Велес и обратниот правец, значи комплетно е санирано осветлувањето. Замена на прегорените сијалици, пригушници и упалјачи, значи веќе средствата се исцрпени и ќе мора да се определат дополнителни средства за да може да истото го Значи имаме потенцијал и кадровски. Едино да искористам прилика да спомнам дека крајно време е веќе и Македонија пат да добие некоја понова механизација, затоа што верувајте, тука веќе се содруваме со огромен проблем, со просечна старост на товарните возила од 22 години и на полутоварните возила негде од 24 години. Да. Се надеваме дека ќе имаме разбирање во тој поглед, затоа што се работи за заеднички интерес на државата. Сигурно со една понова механизација ќе бидеме поспремни и во зимски услови, а и во овој период кога треба да се работат сите овие наведени активности. Посакувам да ги реализирате вашите цели и да имаме поголема безбедност на македонските патишта. Благодарам. Брзината на автопатите низ Македонија е ограничена на 130 км на час, а на регионалните и магистрални патишта таа варира од 40 па се до 100 км. Но најважно е вие додека возите да ја прилагодите брзината спрема условите на патот. Тоа беше се за денеска, ве поздравуваме и ви посакуваме пријатен ден.